Распјани Гевјеличани како староградски ансамбл формирани се пред 35 години, кога радио телевизија Скопје правеше емисија Распјани градови. Ние тогаш успешно реализиравме преко радио телевизија Скопје емисија во Гевјелија и таа емисија и ден денеска е многу интересна, многу барана. Ние за среќа ја имаме и ја имаме ставено во нашето CD, видео CD што ние. Распјани Гевјеличани редовно работат, значи 35 години. Јас сум стален музички раководител и го формирав тогаш и оркестарот, и пеачи, и песни, барав се. Повеќе членови од првите веќе не се меѓу нас. Моментално друштвото е обновено, подмладено, многу убаво е. Можам да речем дека Распјани Гевјеличани се сега најличен ансамбл. Мислам за тоа што се подмладени, а и многу мелозвучни, многу сигурни во пеенето, во ритмот. Песни ебе многу убави, изворни од овој крај. Нарочно, ние многу се прославивме и ќе не остане за стално, може и химна ќе остане на Гевјелија, мојата песна за Гевјелија, која што ја опишува Гевјелија со својата убавина. Песната прво почна во Дојран, како огледало на Гевјелија, како лечилиште, потоа Кожев, се спомнува во песмата, се спомнува Гевјелија како рамна долина, цветна градина, бела, топла, убава, вездена, распјана. Ние имаме многу настапи, меѓутоа јас не сакам многу да се задржувам. Оваа година реализиравме и успешно настапивме со отварањето на првиот саем туристички, економски Гевјелија или Гевјелијска порта на Европа, како што го крстија. Тој саем се одржа за прв пат во нашиот, може, најубав, прекрасен хотел Југо. И во холот ние приредивме права музичка увертира. Тука многу камери, многу од надвор гости беа просто изненадени од убавото пеене на Распјани Гевјеличани и од сите страни беа вака снимени. Потоа настапиме на свеченото отварање. Значи, беше и Југо прекрасен и Распјани Гевјеличани дадоа уште поголема вака весела и убава атмосфера. За нова година обавезно имаме традиционално концерти во детските градинки. Тие концерти се најумилени затоа што се ги одржуваме со нашите мали деца и тие деца сигурно ќе помнат и после 50 и после 60 години како ќе се сеќават како убаво играт, како пеат. Потоа настапуваме на Коледарскиот оѓен, настапивме во Гевјелија прошла година, а во Негорци традиционално веќе 2-3 пати настапуваме, каде што имаме и писмена благодарница. На Бадникова вечер прв пат настапиме оваа година во Стојаково. И пред неколку дена имавме многу убав концерт во Гевјелија. Гостуваше хорот Франц Прешер на Сдруженијето на Словенското Сдружение од Скопје, со познатиот наш диригент маестро Томислав Шопов. Првиот дел беше настапија гостите, женски хори имаше од Грција. Многу убаво се представија со нивни изворни песни. Потоа пееше хорот од Скопје и во третиот дел настапивме Распјани Гевјеличани. Тој концерт беше многу убав и нарочно ме импресионира дружењето. Нарочно нашите гости од соседна Грција покажаа многу вака бара интерес и понатаму да се дружиме и верувам дека и ние ќе им бидеме гости. Steli
распеане ги Вигиличани, ево сега и од сликата ќе се види колку се трудолюбиви, колку се желни за пеење, колку сакат Евгелија да ја представат во што поубаво бело светло. Распеане ги Вигиличани, аз ги обројувам една фамилија, една хармонија кај што владее, едно дружелюбие. Они пеат и на серенади, пеат и на прослави, а и работиме сега. За нас нема жешко или студено. И по овие најжешки денови имаме, можам да речем, покрив над главата ево во Пионерски дом, убави простории. Многу сме благодарни на управата на Пионерски дом сега што ја имат, и ако не е решено ова статусот на културата, ние работиме чисто аматерски, повеќе само финансирање, немаме никаква помош од никаде. Ево, бараме од секаде кој може да ни помогне. Оваа година по 5-ти пат настапуваме во Битола континуирано и заслужуваме по пропозициите да добиеме може континуирана награда за учество, а меѓутоа 2 пати во овие години, и ако после 5 години се дава стално прва награда некој староградски ансамбл, ние седовме во рок на овие 4 години 2 пати прва награда, затоа што со својот квалитет бевме најдобри. 2001 добивме прва награда, 2004 прва награда, сега исто така имаме убав материјал, се спремаме, не сакаме познати сме, не сакаме тој имидж да го изгубиме, продолжиме да работиме за тоа што пред некој ден ја обновивме нашата регистрација на културно-уметничко друштво Распеане ги Вигиличани, тоа што сакате да ме прашате. Ја обновивме регистрацијата, имаме сега нов председател на друштвото, Бранко Талевски е председател, избравме управа на друштвото, управен одбор, сите комисии, сите нормално како што се регистрира едно друштво, се имаме во друштвото и сакаме да работиме исто тука во Пионерски дом и ќе бараме средства како што ни следува да добиват од локалната самоуправа. Stop!